Замена на старите дрвени врати и прозорци во Домот на културата. Поставени сончеви колектори во градинката и во училиштето, како и поставување на нов систем за парно грејење со котлара. Ова се трите проекти кои во изминатиот период се реализирани во општина Лозово. Градоначалникот на општината вели дека истите се од исклучително значење за населението. Ние сме многу благодарни, пред се од соработката со Вардарски плански регион, а исто така и со соработката со општина Велес, односно меѓуопштинска соработка, каде што сме поврзани, да речем, скоро 100% со Велес. Благодарноста е голема, бидејќи овие проекти се од големо значење за населението, односно за учениците, за градинката за најмалите деца, во Домот за културата, каде што се офатени скоро целото население, со овие проекти. За реализација на трите проекти во Лозово инвестирани се околу 2.200.000 денари. Парите се обезбедени од Вардарскиот плански регион преку програмата за развој на Обединетите нации и Министерството за локална самоуправа. Според надлежните, поставувањето на системот за затоплување во училиштето е најзначаен од трите проекти. Поставивме котел со систем, радиатори и грејни тела низ ходниците и ниците на ученици. Претходно школата се загреваше на дрва, со ќумбиња. Овој проблем кој градоначалникот го истакна неколку пати на седница на совет, го разгледавме, го поддржавме и го имплементиравме. Овој проект беше во две фази. Првен изработивме техничка документација со ревизија, одобрение за градба и после со тој проект аплициравме и го имплементиравме. Следно на што ќе се работи во училиштето во Лозово е фасадата на зградата. Со тоа комплетно ќе се влијае на енергетската ефикасност. Останало уште фасадата на школата. Мислиме дека со помош на Вардарски плански региони тој проект ќе го реализира. Бидејќи исто тоа во ефикасна енергија спаѓа, мислиме дека и потопло ќе биде уште овој систем да го искористиме за грејење и фасадата уште подобро ќе биде и за учениците и за изгледот на зградата. 2015 година е успешна за Вардарскиот регион, вели претседателот Славчо Чадиев. Во изминатиот период информира дека во 9 општини се реализирани 20 на проекти. Едноставно Вардарскиот регион континуирано конкурира, аплицира, учествува во проекти од разни нивоа во државата, со тоа полека но сигурно регионот добива една своја посебна физиономија со оглед на местоположбата и значењето на самиот регион. Во склопот на регионот е секако и општина Лозово, наша соседна општина, каде што е и меѓуопштинската соработка помеѓу двете општини полека но сигурно се подигнува на едно повисоко ниво. Од Вардарскиот плански регион очекуваат дека следната година ќе биде исто така успешна со оглед на тоа дека веќе се подготвуваат проекти кои треба да бидат реализирани.